Гостин во ова издание на Мојот пат е Джемил Максуд, доајен на турската драма при Театарот на националностите и актер зад кого е половина век активно учество во театарот, на филмот и телевизијата. Идејата ми се роди одеднаш, бидејќи на други луѓе се случува дека од малите години мислат за некоја професија. Ја воопшто не сум размислила од мали години, као дете, као после што ќе бидам во животот. Така одеднаш се случи дека ми се роди една идеја дека можам да бидам актер, да се занимавам со актерство, и се пријави во театарот на народностите. Тоа е Малцинскиот театар се велеше, се викаше Малцински театар, и се пријави, имаше комисија, не аудиција, една песна, приказна, па пење, и бев примен, и многу бев среќен. Првата улога беше во една пиеса Џафер Беговица, во режија на Шерафетин Неби, тогај актер од почетокот на театарот, еден од пионерите. Играв една улога, Адил се викаше, помала улога, па потоа во истата представа играв поголема улога Абди Ага или Миралеј. И можам да се пофалам или еве да не бидам скромен, дека од почетоците, иако немав никакво искуство во театарската дејност, и во моето семејство немаше традиција за театар, и затоа прифатив многу сериозно ова професија. Секоја улога, колку години да имате искуство, не може не еден, баре јас не можам да речам дека сум го владеел занаетот. Занаетот во актерството, во уметничка дејност е секогаш да побарате нови нешта и за припреми за улоги. Ако достигнете ниво дека сте задоволни, дека сте достигнале тоа ниво, занаетот дека сте го совладале, тога нема напредок во уметност. Во која била уметност? Кај мене брада да пуштам, Мустаки може би Брко има порано Мустаки од понапред малку години, но кој се случи 71-72 да го играм Отело, јас да не ми лепат мустаки, да не паѓа, некој пат на глумците им паѓа од лепакот мустаките, кој играте некој постарлик, може и да ви падне мустакот, не да ви падне сосема, туку да се одлепи, па вие можете како стар човек да правите нешто, гестикулации, мимики, не знам што, како да го лепите тоа. Но бидејќи ми се одреди улогата Отело. Отело, како знаете, е војник бил. Као војник, као командант. И јас инсистирав кај режисерот и кај глумците да пуштам брада и мустаки. Не ваква брада дива, туку имаше вака облик, подруг облик, како ја што мислев. И од тогаш, па до денеска, носам брада и мустаки. Глумецот нема пензија. Мислам, работи дотека може. Некој повеќе, некој помалку. Тоа пензијата е нормално званично. Јас сакав да одам, бидејќи сакав да се чувствувам како пензионер, да немам обврски службени према театарот. Скоро имав 40 години, но можев да останам уште 2 години. Тога се дозволуваше да останете колку сакате.
но јас по своја желба не сакам веќе да останам на список во театарот и да имам вака обврзност да имам према театарот, туку да бидам послободен, као порано што имаше слободни глумци и филмски и театарски. Ја излегов во пензија со таа мотивација дека ако бидам ангажиран, да бирам проекти и улоги. Имав од почеток многу трема за Отело. Не знаев како да придам, бидејќи тоа познато дело, во светот познато и кај нас, и Шекспир. И мислев каква линија ќе дадам, заедно со режисерот, тоа Мирко Стефановски го режираше, па пред премиерата, едно 20 дена, јас го прашав Горан Стефановски, дали има на репертоар во Белград или во Загреб Отело да одам да видам. Да видам барем малку, јас сум имал сознание како е Отело. Многу сум читал и некои филмови изгледа сум гледал, и америчка верзија и руска, но сепак има многу трема од почетокот, не пред представата. И во тоа време немаше на репертоар ни во Белград, ни во Загреб никаде Отело. И рекоа дека ќе дојдат на генерални проби сите професори од филозофскиот факултет да го гледат, бидејќи тие предават од англиска група, предават и за Шекспир и за овано. Ме фати некоја трема, бидејќи ние немаме услови како да се припреми такво дело, светско, најголемо дело, скоро може да се рече, во антика. Сер Лоренс Оливие, да речем, бидејќи Отело бил роб, нели порано, после станува командант. Сер Лоренс Оливие, нели во сите Шекспирови дела играл, имав читано тога, дека само за одењето 6 месеци вежбал како одел тој роб, бидејќи долго време бил во синџири. Во синџири, мислам, нозете му биле заковани во синџири, и кој станува командант, да речеме, пак останува, влијае тоа, синџирите влијат на одењето на тој Отело после тоа, кој ги добивал или битките или не знам што. Ние немаме такви услови, 6 месеци да работам одење само, па други работи. Ние тука припремаме, да речеме, максимум, секое дело, кој било дело, 2 месеца. Но со помош на кореограф, направивме едно, не да го карикирате одењето, туку малку да има еден символ дека овој и да види публиката дека бил роб. Комедијата е потежок жанр. За кого? За мене. Треба да го насмееш публиката. Ако не можеш да ја насмееш публиката, тога и малку е под ниво. Додека во драмски ликови, публиката го прима така како што ќе го играш. Драмските ликови позафални се за глумецот. Може да го даде себе си и да игра онака како што треба. Не мора да ја насмее публиката, но публиката е сваќа на трагедијата или не знам што, драмата. Затоа се постава прашањето дали е потежок комедија или драма. Подеднакво се тешки, но комедијата е по-моја, потешка, потежок жанр. Се додели Хаджи Тома. Ја и као млад играв повозрасни луѓе, не ми пречеше тоа. А ова Хаджи Тома уште постар за моите години, бидејќи Тодорче Николовски беше еден од старите актери, уште не бивша, она бивша кралевска Југославија, заедно со Прличко, нели од 25-те, 30-те години работеа. Има доволно искуство, бидејќи тогаш немавме кој знае какви
академски режисери, но добро соработувавме и добро го знаеше, преска што рековме, знаеетот на театарот. И Тодорче, и Петре Прличко покојни, и кој ми го даде, кој ми ја поделија таа улога, бев среќен. Зошто? И да погрешиш и во текстот, тој е постар. Значи, кој отидов прв пат кај Горан Марковиќ, се видовме прв пат, порано не се знаевме, он ми го даде сценариото и рече, оди во хотелот кај што беше резервирано, читај го сценариото, па утре ќе се видиме. Отидов во хотелот, почнав да го читам сценариото. Ја мислев дека има текст. Тој не ми кажа дека нема текст. Туку во ремарки имаше, но не текст, туку нешто во ремарки дека зборува. И утредента, кој накратко вака на брзина телеграфски да изборам, отидов утредента, по една ноќ, се видовме со Горан Марковиќ, што е одличен режисер, и му реков дека Горане, ова болест ја не го знам. Иако беше во бивша Југославија 72 и примавме вакцини сите поред, многу страшна болест, но никој не видел тој болниот или тие што биле во карантин. Никој нема прилика да ги види. И му реков дека овде нема текст. Како ќе ја градам улогата, многу е тешко. Без текст, а улога. Не статист, туку улога. И тој не ми одговори, само ми одговори дека од тебе зависи филмот. Ама велам, Горане, како зависи од мене филмот, кога немам никаков текст? Ќе бидам како статист. Не од тебе зависи, само толку. И што да правам? Бидејќи таа болест, за да го доловиш тој лик на филм, што ќе гледа многу широка публика, и медицинарите, и здравствени работници, ме фати малку паника, уште пред да почнам да работам улогата, така да се нарече. И после читав една книга, што беше печатена на брзина. Ми беше многу пријатно, иако немав голема улога, но да имав соработка и во филмов ми беа партнери тие од Краљевскиот театар, англичани, нели? И изборувавме на англиски. Мислам, текстот ми беше на англиски, иако не многу текст, но прилично. Бидејќи владеам и англискиот јазик, владеа, изборувам и оно, на англиски, но не многу. Па за време на снимањето Питер Јустинов ми додаде уште еден текст. Викам, можеш ли да запамтиш? Додава сега текст, пред снимање. Знаејќи дека не ми е мајчиниот јазик англиски, да е македонски или турски, ќе запамтам одма. Ја му реков, will you repeat please once more? Уште еднаш дали ќе го повторите? Он ми го повтори. Го запамтив. Ама пред тоа го имав тој стариот текст, па продолжува тој без прекин на кадар на камерата и одеше швенк, англиски глумци, ова, на другите, немаше прекин на кадарот, само мојот кадар. И јас кој почнав стариот текст, бидејќи го запамтив новиот, морав да запамтам, погрешив во текстот стариот текст. И викам, извинете, ништо, он знае дека не ми е мајчин јазик. Уште еднаш, пак погрешив на стариот текст што го учев, ако не една недела. И после пак му се извинив, бидејќи пак треба од почеток, од други, швенк одеше таа камера, секој имаше текст, да бев само јас пред камера, да речеме, немаше проблем. Можем да повторам 5-6 пати, ми беше многу тешко што тие пак треба да повторат текстот, па да дојде кај мене камерата во швенк. Добро, ај по трет пат. Трет пат го кажав стариот текст, новиот го заборев. Значи 4 дубла направивме за тој текст, но тој не се лутеше, ни глумците мои партнери не се лутеа. И викнав, доше сеньор Мантовани има нарачка за нас. Ноќеска треба да се влезе во една куќа на улица Вија Тоскање. Натре има краден накид. Треба да го земеме и да му го дадеме нему. А ние добиваме 10% од пробата. Ми се јави по телефон Богдан Попѓочев, рече дека има една улога за мене, не бев го читал сценариото, во серијата Трз Вија Скопје, дека треба да го играм еден газда зеко, по национално, што знам, ромли, не знам што, кој живее во
Италија, во Италија, што ги крадат децата и терат да питат, да просат. Ама рече дека уредниците, не знам што, не остават со брада да игра тој. Туку треба да ја бричам брадата. Ја по телефон му реков дека не ја бричам брадата. Рече, тога нема да ја добиеш улогата. Во ред. Нема да ја добиеш. Дека требало тој лик, Газда Зеко, тој, не лик, туку тој, па јас да го играм тој лик без брада. Јас не се сложив да ја бричам брадата и останав без улога, нормално. Он рече, не може да, не остават уредниците. И ништо. По една недела ми се јавува Богдан Погјоша, вика се сложи уредниците, може да игра со таа брада. Не толкава не ми беше, помала брада ми беше. Добро, го читав сценаријата, ми се допадна и сценаријата и мојот лик. И снимавме сите деца, не само македонци, и турци, и другите едности, ги гледа секој дневно. И потоа ме препознаваа. Ако сакате, од 4 години, не од 7 години, што одат на училиште, ме препознава, ако ме видат случајно некаде. И дедовците нормално. Затоа бев многу среќен што играв во тие епизоди на македонски народни прикази, се велеше. Кога ја добив првата улога во Покој Рци јад, во сценарио имаше читав дека треба да јавам коњ. И тоа тие големи коњи, не овие обичните, што се за трка, за овоно. И пред да почне филмот, прв филм со него, прва улога, го играв еден Поп Данаил. Реков, пред тоа, пред да почне филмот, реков дека не знам да јавам. Но тој имаше, како да се изразам, еден смирувачки тон, дека веруваше на глумците и рече, добро, ќе одиш неколку дена на јавање на хиподром, па ќе научиш, нема проблем. Но дојде денот на снимање, во Крушево снимавме, таму во некој шуми, и почна мојата улога. Не отидов на јавање, на проба, и првиот ден, викам, донесува коњи, големи коњи од Пожаревац, мисле, че ни донесува, не знам од каде, и велам, Кире, викам, јас, нели, реков дека не знам да јавам, а да се качам и па тоа воопшто не знае. Добро, вика, еве, еден капетан го вика него, вика, тој ќе те научи како да се качиш, бидејќи пред камера требаше да се качам. Не некој друг да ме качи, па после камера. Туку камера оди, јас треба да се качам на коњ. А тоа е многу високи коњи, не може да се качиш, ако не знаеш. Ако знаеш, после нема проблем. И вежбавме неколку пати. Качувањето, не јавањето, тој се однесуваше према екипата, као да сме сите сплотени. Не се однесуваше како режисер. Јас сум режисер, па вие морате да слушате, морате да го направите ова што јас сакам. И да вика, не викаше. И тој даваше некој елан на глумците, некоја инспирација што глумците од себе се гледа тоа, го дава на максимум што можат да го дадат на филм. Према неговите способности, према способностите на глумецот. И затоа бев задоволен. Пред настап морам да бидам концентриран и психички, ако сакате и пред тоа и физички, но психички, човек да биде концентриран најмалку баре 1 сат за својот лик. Не само за премиерата, туку за секоја следна представа, глумецот треба да биде концентриран во својата улога, во својот лик, што ќе го презентира или ликот што ќе игра пред публиката, бидејќи публиката е жива, нема лажење тука.
така сум се чувствувал порано, дека најдобар би бил во улогите драмските ликови во трагедија. Но со време играв и во комедија. И не ми сметаше да играм и во комедија и во драмски ликови. Но повеќе ми се чини дека ми лежат. Не ми лежат. Повеќе сум задоволен кога играм драмски ликови отколку комедии. По спуштањето на завесата, глумецот, за мене зборувам, се чувствува празен. Празен затоа што поминуло тоа времето. Останува као некој што вела историја. И не може да се повтори секоја представа да биде иста, следната, да речеме. И кој паѓа спуштањето на завесата, едно 20-30 минути, може би не секој глумец, јас зборам за себе, се чувствувам ужасен. Тој контакт со публиката веќе го немате, штом се спушти завесата, и ми се чини дека мислиш дека никош повеќе нема да имаш контакт, баре со таа улога со публиката. Промените ништо не ми значи. Ништо не ми значиле во мојата кариера и до сега, ни по последните 10 години. Сум Джемаил Максут и ист актер сум, без оглед дали во бившиот режим или бившите режими, или сега во овој плурализам. Но едно ми е жал што во последниве години не се обрнува доволно внимание, ако сакате пошироко, и за културата, што мене лично не ме погодува. Туку ме погодува културата што останува на маргините, нарочито театарската дејност. Во најтешки моменти, кои сум работел многу над улогата, јас играв многу партии на ден шах. И тоа не ме замара. Некого го замараше од 2-3 партии. Ја може би сум играл 10 партии шах со партнер, кој ми било најтешко. И не сум се чувствувал уморен од шахот, туку посвеж за да придам кон улогата, или ако имам представа, некоја тешка представа, мислам тешка, сите се тешки, но мислам по обем голем текст. Не ми сметало да играм шах, а други, значи сум имал на претек слободно време, не можам да се жалам. Некој како што вели дека немам време. Јас секој сум наоѓал време и за себе, и за припрема на улогите, и да се забавувам, и за семејството. Повторно би избрал актерската професија, како што има уобичаени прашања, ако се родиш повторно, дали би избрал истата професија? Ја би ја избрал не повторно, 1000 пати да се родам, пак би ја избрал актерската. И иако не е лесна актерската работа, но би ја избрал. Многу е тешка и психички, и физички, но задоволство е на секој артист да биде, бар не за секој, туку за мене, да бидам пак актер. Сум задоволен, а оценка не можам да дам. Ја мислам дека сум задоволен од достигнувањето на мој актерска, да не речам зенит или не знам што. Многу сум задоволен. Значи, оставам нешто трага во театарот, но за младите генерација не може да се рече трага, но за историјата или за библиографијата сум оставил еден траг во театарот.